Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Неделавана тема криза во меѓународните интегративни процеси и соработка. На прв поглед не изгледа дека денешните меѓународни кризи имаат нешто заедничко. Некои, како грчката должничка драма, се економски катастрофи, другите, како сирискиот конфликт, се карактеризираат со бруталност и политички хаос, а некои, како украинската, се некаде помеѓу. Но и покрај тоа што некои политичари би сакале да веруваат, овие настани не се толку неповрзани. Напротив, тие одразуваат длабоката криза во сферата на меѓународната интеграција и соработка. Во изминативе 60 години светот живееше во релативен мир и просперитет без преседан поради едноставна причина. Државите доброволно се интегрираа во меѓународната заедница подкрепени од заеднички правила и норми. Оценува Джереми Аделман, директор на лабораторијата за глобална историја на Универзитетот Пристон, додавајќи: но овој тренд тешко може да дојде до одговори на кризите базирани врз претпоставката дека проблемите во Грција, Сирија и Украина ќе се решат сами по себе. Подпирајќи се врз привремени мерки за решавање на кризите, глобалните лидери изгледа дека забораваат колку светот станал поврзан. Пресврти или стагнација во еден дел од сложениот систем може да предизвика последици врз другите делови, како на пример бегалска криза или интензивирање на разликите. Европската слабост, која трае делумно и бидејќи нејзините лидери не инсистираат на сеопфатни решенија, има сериозни последици врз Украина, земја која се тетерави на работ на распаѓање. Тоа може да загрози европската стратегиска тампон зона од Балтикот до Балканот. Економистот Алберт Хиршман има изјавено дека кризите можат да бидат или дезинтеграциони или интеграциони. За жал, денешните кризи повеќе изгледаат дека се дезинтеграциони, иако денешната поврзаност на светот, посебно во финансискиот сектор, може да се мери со брзината на светлината и со еден клик на маусот. Уште повеќе што глобалната финансиска индустрија е главно автономна и водена повеќе од сопствени интереси, отколку од желбата за напредок и заедничко добро. Како што политичарите се борат да создадат консензус околу некои реформи и изгледи за обнова на договорите, така се влошуваат политиките што ги нагласуваат интеграциите и соработката. Денешната криза на меѓународното интегрирање може да биде катализатор за создавање нов ревитализиран глобален систем. Тоа се има случајно и претходно. Всушност, сегашниот светски поредок се издигна од големите кризи како светската депресија и Втората светска војна, кога земјите направија социјални пактови и економски институции кои ќе ги подкрепуваат мирот и напредокот за наредните неколку декади. За да се обезбеди кризите да резултираат со таков конструктивен интеграцијски одговор, политичарите мора да го променат нивниот начин на размислување. Наместо во се да гледаат проблеми и да се обидуваат да го одлагаат нивното решение, тие треба кризите да ги гледаат како можност за напредок. Денес некои интеграцијски политики ни се на дофат. На економски план политичарите треба да престанат да даваат јавни пари за спасувачки пакети од кои профитираат приватните кредитори и да ги прекинат острите мерки за штетење кои ги убиваат надежите за развој. Тие мора да го реформираат еночниот систем и да зголемат соработката во намалувањето на даночната евазија, употребувајќи повеќе пари за инвестирање во физичка инфраструктура и во едукација. Таквите мерки ќе креираат нови работни места денес и ќе обезбедат напредок во иднина. Секако дека се неопходни политички мерки. На Европа е неопходна демократска рамка која ќе ги држи финансиерите на преговарачка маса. Наместо само Западот да и ветува на Украина членство во НАТО, би требало да преземе мерки за намалување на тензиите со Русија со цел да обезбеди постојано учество на таа земја во меѓународните напори за справување на клучните прашања, како онаа со иранската нуклеарна програма. Недоразбирањата може да донесат само дезинтеграција. Без признавање дека сегашните меѓународни кризи имаат еден заеднички извор, политичарите не ќе бидат во можност да се справат со нив. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Граѓаните во Македонија не само што ги чувствуваат последиците од оние светските, туку директно се погодени и од политичката криза во земјата, економските тешкоти и безработицата. Тоа пак, како што велат експертите, придонесува за оддалечување на Македонија од евроатлантските интеграции, што пак би можело да води кон нејзина дезинтеграција.
Политичката криза за која се уште не се знае каков епилог ќе има, како и сите останати критериуми меѓу кои спорот за името за влез на Македонија во Европската унија, а во последно време и напливот на се повеќе мигранти, се предизвиците со кои се соочува Македонија на нејзиниот пат за влез во европското семејство. Претседателот на Центарот за европско образование Бујан Маричич вели дека сите настани во последниот период веќе се одразиле негативно на евроинтегративниот процес на Македонија, а моменталната политичка криза е неголемиот товар. Според него, доколку договорот од Пржино и препораките на Прибе не бидат спроведени, Македонија има многу малку шанса да се надева дека во блиска иднина ќе има некаква европска перспектива. Бидејќи ако имаме уште еден договор кој што ќе има функција или вредност на тоалетна хартија, како што беше оној по 24 декември 2012 година, тогаш на сите им е јасно дека Македонија може да влезе во уште подлабока политичка криза, а се додека е Македонија во политичка криза, нема да може да започне преговори за членство, ниту пак да смета на некоја европска иднина. Вториот столб кој е натоварен на грбот на Македонија е спорот со името кој според Маричич избледнел во последната година поради политичката криза, но тоа е проблем кој не излегува од видикот на Европската унија. Тој смета дека спорот или ќе треба да се замрзне привремено или да стане дел од преговарачката рамка и да биде решен во рана фаза. Третиот, како што наведува Маричич, е бегалската криза која ги погоди сите и за жал Македонија не се снашла и покажала многу системски и општествени недостатоци. Маричич додава дека опасностите по земјата се повеќе, односно трајна дестабилизација на државата и на политички и на институционален план, а потенцијално и на меѓуетнички план. Мислам дека пред се треба да гледаме како голема опасност Македонија да стане една политички трајно нестабилна држава на која што ќе треба надворешно посредување или протектирање за да функционира како политички систем. Тој смета дека постои опасност да биде замрзнат европскиот пат на Македонија, а другите опции се или да има некаков акцијски план за реформи, или пак во најдобар случај да се отворат преговорите со Европската унија со посилен мониторинг, но тоа е тешко да се случи пред изборите. Но јас мислам дека најверојатно е сценариото доколку се спроведува договорот од Пржино и Прибе извештаот, значи забелешките и препораките од Прибе извештаот, дека ќе има или отворање на преговорите или отворање на пристапен диалог на високо ниво кој што ќе даде шанса Македонија да се стабилизира по изборите, за потоа по изборите евентуално во зависност од тогашната ситуација добие преговори. Тоа е оптимистичко сценарио. Доколку пропадне спроведувањето на договорот и доколку пропадне спроведувањето на препораките, тогаш е тоа сценарио кое што тешко може да се предвиди какви последици секи има по државата, бидејќи видовме низ настаните од минатата пролет и изминатото лето, дека Македонија може политичката ситуација, особено под притисок на власта и на заробените институции, да има несогледливи последици по стабилноста и по демократизацијата и по развојот на државата. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.